Ju qëndrimin që mbajti, reagimin që pati qeveria e Maqedonisë së Veriut pas vendimarrjes së Këshillit Evropian, odlukata na Evropskата унија, каде што земјата ја поведе во предвремени избори, значи тоа е одговорност на Европската унија, а не лична одговорност нечија. Процесот на одвојување на двете држави, така наречениот фамозен decouplink, да го потребам речникот на Европската унија и на некои европски политичари, никогаш не бил дел од мојот политички вокабулар, затоа што реално мислам дека и двете држави требаше да ги почнат пристапните преговори. При тоа ние многу време потрошивме на нашите европски пријатели, верувам дека тоа е направено и од овде, од албанска страна, да ги убедиме дека не станува збор за давање на полноправно членство. Станува збор само, повторам, само за почеток на еден процес кој сигурно ќе трае со години. До овој момент две држави од Западниот Балкан преговараат со Европската унија. Србија преговара 5-та година и е далеку од средина на процесот, не од негово заклучување, затворање. Црна Гора преговара 7,5 години и до овој момент ги нема отворено ниту сите поглавја, камоли затворено. Тоа значи дека станува збор за многу долг процес во кој ќе има доволно време ние да ги усвоиме, да ги имплементираме европските стандарди и принципи со помош на нашите европски пријатели. И тоа е најдобриот начин за брзо правење на реформи. Знаете што, преку процесот на европско приближување, преговарање за членство, практично овој регион кој заради историски околности долго време бил на маргините на Европа, кој има многу лоша историја на конфликти и на турбуленции векови наназад, сакавме да се обидеме да ги прескокнеме децениите и вековите кои им беа потребни на денес стабилните и зрели демократии во Западна Европа, че она што денеска една Германија или една Франција го имаат постигнато за 200 или 300 години, ние да го направиме во многу покус временски период. Тоа се прави на најефикасен начин, само ако добивате совети и бидете под мониторинг на оние кои се веќе зрели стари демократи. За жал, тоа не ни беше овозможено овој пат. Инаку, да го искористам вашиот речник и зборот кој го употребивте, дали ова што е сега направено, дали станува збор евентуално за казна за мојата земја, затоа што и Албанија претходно веќе беше условувана од некои европски парламенти, ја би рекол дека ова е казна за целиот регион, сосема незаслужена. Моја стара теза е дека регионот не сме да биде заборавен. Овој месец бевме на дневен ред ние и Албанија. Европската унија мора да најде начин и модалитети да ја придвижи и Босна и Херцеговина кон Европа, во институционална смисла, не во смисла на политичка реторика, и мора да вложи дополнителни ресурси, заедно со нашите пријатели од преку океанот, да го придвижи кон крај процесот на меѓународно етаблирање на Косово, значи да ги заврши разговорите меѓу Белград и Приштина, затоа што без затварање и на овие прашања регионот нема да биде дефинитивно стабилизиран. Аксиом за европската стабилност е дека ако не е стабилен Западниот Балкан, ни остатокот од континентот не може да биде стабилен. Заедничко прашање за двајцата почитувани председатели. Во последно време ние гледаме дека има идеја дека Франција бара партнерство, специјално партнерство со Македонија и со Албанија. Дали тоа е соодветно решение и дали треба да се прифати од Северна Македонија или од Албанија? Ви благодарам. Верувајте ми, иста загриженост кај нас, кај мене и кај останатите мои сограѓани, како што предизвика негативната одлука на последниот Европски совет, иста загриженост предизвика и вокабуларот кој беше користен од некои од европските лидери и лично од францускиот председател на неговата пресконференција по завршување на состанокот. Тој употребуваше израз соседство кога се реферираше на земјите од Западниот Балкан. Соседство на Европската унија се земјите членки на Источното партнерство, Молдова и централноазијските држави, и државите лоцирани во Северна Африка. Тие се соседи, комшии на Европската унија. Зборам во институционална смисла. Ние не сме соседи, ние сме во процес да станеме членки, бидејќи сме земја на европскиот континент.
И тоа ни го гарантираат базичните документи на Европската Унија од 1957 година. Она што не беше кажано јавно, но беше споменато на некои средби со високи европски функционери и од други европски држави и функционери на Европската Унија и Комисија, се спомнуваше и облик на наше асоцирање со таа заедница, наречен Европска економска ареја, European Economic Area, што е само екстензија на заедничкиот европски пазар, без земјоделието, кој инаку опфаќа околу 40% од буџетот на Европската Унија. Чи, мислам дека сме најасно, сите овие години, кажуваме дека на државите од Западниот Балкан им треба правење на фундирање на солидни институции и усвојување на базичните демократски вредности, бидејќи многу од нас, да не кажам сите од нас, немаат искуство со демократијата во последниот век и половина. И нас не ни е доволно само да бидеме дел од заедничкиот европски пазар. Ние мораме да бидеме дел и од политичките институции на Европа, за да побрзо ги усвоиме кај нас, во нашите земји, вредностите, политичките и демократски вредности на Европската Унија. Ако станува збор за политичка реторика која подоцна нема да биде трансферирана во официјална политика на Европската Унија, го прифаќам тоа. Меѓутоа, ако станува збор за во наредниот период за официјални предлози од Европската Унија или Европската Комисија, кој би оделе на оваа линија кон нудење на алтернативни форми на партнерство или соседство со земјите од Западниот Балкан, мислам дека не само јас и не само мојата земја, туку сите 6 западно-балкански држави мораат да заземат заеднички став и да бидат решително не за било каква друга алтернатива, освен полноправно членство во институциите на Европската Унија.